меркиве ги окарактеризиравте како добри, од друга страна има една мерка која вели влези во кафана и седи без маска. А сепак него покренавте прашањето за вонредна состојба која имавме неколку пати продолжувано. Ме интересира вашиот став, иако рековте дека тоа е во доменот на собранието. Јас директно ве прашувам, нели сметате дека е повторно време за вонредна состојба, затоа што на социјални мрежи се шири еден муавет меѓу граѓани, ајде ќе речам, или ќе ни падне економијата или ќе испумреме. Во буквална смисла ве прашувам. Мислам дека беше се кажано, но еве ќе се обидам само да дополнам за да се знаат убаво и чисто ставовите, а верувам дека една реченица многу ќе разјасни. Вонредна состојба нема врска со полициски час или карантини. Значи не ни треба вонредна состојба да владата прогласи полициски час. Не ни треба вонредна состојба да прогласиме карантин на град, меѓуградско контактирање, или не ни треба. Вонредна состојба, тоа заради јавноста, знам дека вие знаете новинарите, заради граѓаните, да знаат убаво е прашањето. Вонредна состојба обично се носи кога треба брзи реакции, брзи одлуки или слично. Парламентот работи и функционира. Мене ме плаши неотворената можност за онлайн работа на парламентот, заради тоа што, како што имам информации, може би не ми се точни, досега од конституирањето на парламентот до денеска имаме повеќе од 10% заразени или во самоизолација или членови на пратеници кои што се на семејството на пратеници заразени. Сите заедно некои 10%. Ова го кажувам заради тоа што допрва доаѓа крајот на есента и почетокот на зимата. И имајќи го целото тоа во предвид, јас очекувам дека сегашната законска регулатива, посебно со законот од вчера, донесен е законот за кредитот со Светска банка, донесен е, верувам, и сето она што досега представува наша законска регулатива, согласно која како влада носиме одлуки. Верувам дека и ребалансот на буџетот ќе биде донесен до крајот, заради економскиот аспект на кризата, но и заради здравствениот аспект, кој што е вграден во самиот ребаланс на буџет, ќе имаме доволно широчина. Како еден од тие кои што ја представува институцијата, тоа е владата, и со право да побара вонредна состојба, и јас не гледам, како што и претседателот не гледа, потреба од вонредна состојба. Секогаш и во минатото потенциравме убаво парламентот да се конституира, убаво парламентот да работи. Парламентот е конечниот и најголем гарантор на слободите и правата, кој што е очите на јавноста, гласот на граѓаните или слично, и треба да функционира. Но поентата ми е, вонредна состојба е сосема различно од полициски час или од карантин. Вонредна состојба се носи заради поефикасно носење на одлуки.